Почна фудбалската пролет во Македонија. Тоа што екипите го имаа во план пред да почнат надпреварите, не се баш реализираше. Многу надпревари не завршија онака како што домакините или гостите предвидуваа. Другутов имавме 6 фудбалски двојки од кои што најмалку на 2-3 надпреварот резултатот не беше онака како што претходно се најавуваше. Пред се она што продукцијско го најави за тиквеш од кавадарци дека навистина ќе игра добро пролетва и дека ќе обезбеди сигурно опстанок, се освари веќе во првото коло кога на гостување кај фаворитот Силекс освои бод. Гостива во еден тврд надпревар против силната Струга, извојува победа од пенал, некаде 90+6, интересен, драматичен надпревар. Шкупи го сомле работнички на Чаир 2:0 убедливо. Од дербито на дното, ајде да не речем полу од пишаната воска, вака било, така било, турски газди без газди, си одигра перфектно, 2:0 се ја победи Беса, си се полека позиционира во таа борба за опстанок. Во Битола разочарување од оно што го читав од социјалните мрежи. Пелистер одигра нерешено со прежалената Брера и тоа е изненадување. И она што е најинтересно, И она што е најинтересно, ако тетовчани мислеа дека ќе го собелат Вардар на Градски, не излезе така. Не излезе така. Секако дербито побуди најголем интерес. Тетовска Шкендија гостуваше на Скопска Трева на градскиот стадион на арената Тодор Проевски. Победа од 2:1, 2 чисти гола изработени, нема никакви забелешки на тоа. Еден гол на Вардар од пенал. Кратко кажано, бодовите одат на контото на тетовчани. Добрата игра, новитетот, она што публиката го очекуваше од Вардар и го виде дека видоа еден нов Вардар од аспект на играта, иако, како велат, што останува старо. Поразот и резултатот. Добро, кога веќе ја спомна публиката, јас сакам да потенцирам дека се случува нешто ново и нешто убаво во Вардар. Јас така го перцепирам и го доживувам, а тоа е, ако бевме сведоци дека на запад минатата полусезона во есенскиот дел немаше толку многу од навивачката група комити, имаше па немаше, па зборувам за бројка. Овој пат не беше така, како да се обединија комитите, но и можеби фактот што беа со цел поддршка на Вардар. Со цел поддршка на нивниот Вардар, апсолутно. Да не свади публиката дека го сменили ставот. Не, со цел поддршка на нивниот Вардар. А и од друга страна, Јужна, како никогаш до сега во изминативе, од кога се врати Вардар на Градски, полна, можеби, иако реални да бидеме, значи цената што се плаќа за влез на Градски е символична, значи се плаќала символично 200 денари или 100 денари, сега отворени вратите. Дали можеби самата Шкендија ги привлече луѓето да дојдат? Секако дека е тој аргумент, Шкендија е силна екипа, етаблирана екипа, цврста екипа, добро организиран клуб. Настрана некои недоследности кои раководството на овој клуб ги прави и ги направи последниот непримерен гест при интонирање на химната, да не се испочитува државната химна, без оглед дали зборува за нив. Тоа зборува за нив, меѓутоа не би го анализирале. Шкендија е сепак клуб, реков, и има тим. Меѓутоа, акцентот е како новиот Вардар се спортистави на оваа Шкендија. Ако во минатото, за жал, Вардар беше некако кажан и мелен, поразен и убедливи, да речеме 4-1 према од Струга, не знам, воска не тепаше, да не ги редам. Овој пат Вардар со овој нов состав на каде што сакаме да се задржиме, да го објасниме тоа зошто Вардар е нов и во буквална смисла по бројот на новите играчи во првиот стартен состав и во преносна фигуративна смисла кога имаме една нова игра, нова концепција со нова поставеност, еве, ја имаме информацијата. Тоа што јас пред да почнеме со оваа анализа што ја имаме подготвено, тоа што јас сакам да го кажам е да им се обратам на гледачите, на оние што не контактираа, оние што јавно пишува и оние што во приватни пораки ни испраќа, некои негодувајки и реагирајќи што е тоа ново, демек нов Вардар, а сепак пораз, зборувам за навивачи на Вардар, зборувам за луѓе кои што ги знам лично, ги познавам и јас и ти лично. Коректни забелешки на социјалните мрежи, не реагирам на тоа на начинот на кој што има доста албанци кои што коментираат, кои што си ја тераат својата политика
која што нема да навлегуваме, значи ние сме кажале, сме се оградиле политика во нашите емисии, ќе биде трната на страна, нужно некогаш ако нешто мора да се спомене, па дури и овој пат со интонирањето на химната и нивното нестанување, значи тоа нека зборува за нив, не за нас. Сакав да го потенцирам моментот каде што се прашуваат луѓето зошто од каде ние тоа имаме чувство дека е нов Вардар. Ајде им кажеме зошто е нов Вардар. Па вака, ако буквално тргнеме од стартниот состав на Вардар, од имињата кои играа против Шкендија, евидентно е дека само 3 имиња се, условно кажано, староседелци од составот кој играше за Вардар на надпревар против Гостивар 27 ноември на градскиот стадион кога Гостивар победи. Тоа е протоколот од Гостивар и протоколот од Шкендија. Значи зборуваме за Данел Донгмо, за Азер Омерагих и Горан Закарик, кои беа во стартниот состав на Вардар и против Гостивар на 27 ноември и сега против Шкендија на 16 февруари. Другите осумина на стартниот состав сега против Тетовска Шкендија се апсолутно нови фудбалери и засилувања кои беа донесени во овој зимски преоден рок. Тоа само по себе доволно кажува колку е нов. Да, колку е нов. Зборам квантитативно, еве да почнеме така. И едно дополнување, Немања Босанчик беше резерва на 27 ноември против Гостивар, а против Шкендија веќе е во стартниот состав и одигра во таа формација, Вардарова формација која ние ја регистрираме 4-2-3-1 и за која ќе зборувам малку подетално повеќе по овие позиции кои навистина за оние добри познавачи на фудбалската игра и да кажам следбеници на Вардар е сепак пријатно изненадување. Ова што мене ми сега, значи дел од ова го зборувавме пред емисијата, меѓутоа што се имаш подготвено да бидам искрена ја не знам. Што ми паѓа во очи е дека значи само тројца играчи биле во составот на Вардар од Гостивар, а зошто е земена Гостивар, извини, како пример? Гостивар од аспект на силината на екипата. Имаше после тоа уште еден-два надпревари од тој есенски дел, мислам, осум нови фудбалери во ФК Вардар. По самото по себе новина, но за мене јас како го перцепирав тоа, значи за оние што не знаат, снимките што ги објавува продукција Скок и што се емитуваат на YouTube каналот Бургутов, тие се наши изворни снимки кои што ги снимам јас. Некогаш со камера, некогаш со мобилниот телефон, кој што е со перформанса на камера. Зависно од потребите. Така. Сега што сакам јас да кажам? Значи како јас го почувствував многу кратко што е новото. Овие изминати 2,5 сезони, како интензивно го следиме Вардар. Од втората лига. Од втората лига уште. Кај мене немаше снимка од акција на Вардар подолга од 5-6 секунди. 10, најмногу. Претеруваш се. Не претерувам, си стојат. 15, не, си стојат. 15-20 ако не знам, ако ја земал противникот топката па продолжил. Добро, сега како беше? Значи повеќе од минута и пол, 2 имаме снимки без прекин. Значи Вардар ја држал топката. Тоа сакам да кажам, тоа сакам да го потенцирам, тоа е ново од аспект на организација на играта. Да, тоа е факт, тоа е како се вика практичен доказ. Значи топката е во нозете на Вардаровите фудбалери и се креира акцијата. Се креира акција повеќе од минута и пол. Значи многу пати повеќе по минута и пол. Јас го гледам на камера и не ми се верува. Ако сум бил критички настроен во есенскиот дел и порано дека не може 3 пати да се состават 3 додавања, сега не беше така. Ете, тоа е само еден дел од новиот... Најспортски, најфудбалски кажано. Организацијата на играта, поставеноста на играта, еве, да објасниме за оние кои се заинтересираат брзо, кусо и ефикасно. Значи, во системот 4-2-3-1, на десната бочна позиција, Ѓорѓие Јан Кулов, исклучително позитивно откритие, добро покривање на оваа десна страна, извореден борец, активен по целиот терен. Прекрасно изигра. За двата стопера, Фаустин и Пинтер. Сите вакаво. Фаустин и Пинтер, освен грешката на Фаустин, кога млако ја врати со глава топката кон нашиот голман, кон голманот на Вардар, другото се беше добро.
Се беше добро на овие двајца стопери, посебно Словакот Пинтер. Исклучително блокира, игра, се бори. Да. Сакаш да кажеш дека овие нови имиња на Вардар и кај тебе од прва вака оставаат добар впечаток? Сега да не излезе дека другите кои замина, кои најдоа нова среќа, биле исклучително послаби од овие. Меѓутоа, ова е сепак новитет во играта. Можеби концепцијата на Гоце Седловски придонесува за тоа. На левата страна го имаме Даниел Донгмо, кој според мое видување, да не речам наше видување, беше еден од послабите според учинокот. Не дека одигра лошо, меѓутоа може далеку подобро бидејќи неговото вистинско место е во средината на теренот. Но ова лева позиција го имаме за силувањето Михаил Маневски, поранешен репрезентативец на U21, репрезентацијата под 21 година, изникнат во младинската школа на Штипска Брегалница, преку Тиквешка Вадарци и Брера, еве го во Вардар. Поради жолти картони осусуваше, нашите информации, нашите предпоставки и она што Гоце Седловски го замислува и го тренира на тренизите, вели дека Михаил Маневски ќе ја заземе оваа лева позиција. Значи Вардар играше деломно и ослабен, хендикепиран на преварот проти Шкендија. А сега, ако не ти е идејата за сите нив поединечно да зборуваш? Не, само да ги кажам, средината на теренот исклучително добра. Мато Рожерс, Немања Босанчик, Горан Закарик изигра многу солидна партија, ја држаше топката, преигруваше, имаше асистенции, изнуди многу фаули. Димитар Тодоровски е исто така добро откритие во таа средина, посебно во дефанзивните задачи. Азер Омерагич, истурен во шпицот, може и подобар учинок од него да се очекува. Повторно многу критики за Азер Омерагич на социјалните мрежи. Меѓутоа и немаше среќа, еден прекрасен удар со глава заврши во пречката. Да. Па види, некогаш Михаил Талевски, да го спомнам, 11-тиот кој игра као полушпиц во таа тројка истурена понапред. Значи 4-2-3-1, апсолутно добро сето тоа фигурираше вака и беше разлечено. Јас сакам да се надоврзам само кратко на тебе, па ќе преидеме на она за кое што се подготвувавме заедно. Зборувам за пеналот што го имаше Вардар, досудениот пенал и изведувањето. Значи, луѓе што следат фудбал. Значи, не можам да кажам сега јас стручни аналитичари, меѓутоа луѓе што следат фудбал и разбираат фудбал. Да не речам бивши фудбалери, години децени во фудбалот. Велат дека да не беше Шкендија, се сложуваат сите дека победата на Шкендија чиста како солза. Се сложуваат сите дека Шкендија е еден од најсилните тимови во моментот во Македонската лига. Но да не беше организиран тим на тревата се гледа. Така. Дека да не беше Шкендија, да имаше Вардар, било кој друг противник, освен Шкендија, во ова прво коло, со играта што ја прикажа вчера на Градски. Се имаше многу грешки во играта, но имаше и недоследности, има место за критика. Дека ќе освоеше 3 бода. Јас го делам тоа мислење и мислам дека Вардар најде на еден силен противник, на еден добро организиран противник како што е Шкендија, со таков привод и со таква агресивност на почетниот резултат 0:0. Ние повеќе не сме навикнати Вардар да го следиме и да го гледаме на 0:0 во првите 15-20 минути да напаѓа. Секогаш е нешто баланс, па чекај да видиме, да испитаме, па тргнува ако прими гол. Овој пат против една силна Шкендија. Пречката на Омерагич, која што не ја видовме, да бидеме искрени, не видовме дека се работи за Омерагич, нешто имавме малку пат на концентрација. Зборувам вчера, буквално на преварот. Во извештајот не го спомнувавме Омерагич, бидејќи не знаевме дека Омерагич. Брзо одеше извештајот, сето одеше. Значи, поентата е дека можеше Вардар да поведе со 1:0, што е сосема друга приказна и малку само ќе бидам само една дигресија. Неколку минути после оваа промашена шанса, фудбалскиот ас Ибраими, Бесарт Ибраими, за него ќе кажеме нешто повеќе во друга прилика, постигна навистина еврогол и го казни Вардар. Наместо 1:0, 0:1. Токму Ибраими беше проблемот на вардарците, како да го сочуваат, како да го блокираат. Јас само во однос на претходното што го кажа, сакам само да кажам малку спротивставено од тебе, во кој дел, каде што велиш Шкендија, Вардар најде на една силна Шкендија. Не, јас мислам дека Шкендија најде на еден поинаков Вардар, кој што во последните неколку средби или години, ќе кажам,
значи вистината е таа, не наидувала. Значи Вардар беше тој што ја изненади Шкендија. Шкендија не го изненади Вардар. Па добро, резултатите од претходните настапи на меѓусебните дуели го потврдуваат. Така е. Беше сосема поинак. Правиме една кратка пауза и продолжуваме, ако се сложуваш, да направиме една кратка пауза па да продолжиме на оној дел за кој што сакаме да пуштиме и видео и да изанализираме моментот. Да, зборуваме за моментот за досудениот пенал, повторениот пенал. Значи одиме со една наша изворна, наша интегрална забавена снимка направена од тебе, која гледачите ќе може да видат, сами да проанализират, ќе го забавиме моментот кога копачката на голманот на Шкендија стои на линијата, не стои на линијата, ќе си проснат сами и ќе дискутираме за тоа. Од ова што го видовте, моментот на правење на пеналот, играта со рака во 16-сетникот, моментот на првото изведување на пеналот, а го видовте и второто изведување на пеналот. Што мислиш сега ти? Пенал е или одбрана е или грешка е? Вака, прво 30 секунди да објасниме дека спортското коментаторство дозволува свое ведување и затоа е спортско коментаторство, треба да го обмислиш моментот 30 секунди или минута после настанот. Јас и ти го направивме тоа во случајот на пеналот, јас кажав и тогаш и сега останувам на истото, дека одлуката на судијата Игор Стојчевски, по мене, спортски гледано, кој спортски новинар, е исправна, бидејќи и тогаш на самиот стадион оценив и видов, така проценив, и кога ја гледав забавената снимка и ова сега нашите гледачи што го гледаат, се гледа дека, ако не комплетната нога, 95% од ногата, да не кажам, дека е поместена пред линијата. Така јас го гледам, така нашето видео го покажува од местото од каде што снимаме. Инаку, ајде да го цитираме правилото вака, да го парафразираме, фудбалското правило вели дека голманот со едната нога мора да стои на линијата, а дури да е тоа и во воздушна линија. Значи, ногата може да му биде крената кога ја прави парадата, меѓутоа втората нога, не првата кога го прави чекорот, мора да стои паралелно со гол линијата. И она што фудбалските аналитичари и судиските аналитичари мене лично ми го потврдија, зборува со едно 5-6 луѓе денес, многу кратко, без да елаборираме, велат Мијалчо не се блесави, не се будали, единствено ВАР технологијата може десидно да утврди дали голманот во моментот на изведување на пеналот стоел на линијата или бил пред линијата. Другото е се со слободна судиска проценка и базирано на овие забавени снимки.
Добро, јас сакам сега малку да префрлам топката на другата половина. А тоа значи, покрај тоа што го видовте пеналот, како е направен, значи играта со рака, покрај тоа што видовте дека е повторен, значи шутира се повторува, има еден друг момент кој што исто така го видовте, а тоа е моментот каде што еден од играчите на Шкендија по повторувањето на одлуката на судијата да го повтори пеналот, се затрчува кон помошниот судија, чинам дека тој е еден од најдобрите, мислам дека е, нели? Од Шкендија фудбалери. Не, тргнаа повеќе фудбалери, 3-4 тргнаа. Добро, и Меѓутоа капитенот Бесар Ебреми беше најреволтиран, да кажам, од одлуката. Сега не можеме да кажеме што му зборел на судијата, меѓутоа гестикулациите беа очигледно нервозни. гестикулациите кои што се гледаат и на нашата снимка, Да. јас друга снимка всушност и не гледав, македонска телевизија пренесуваше. Не, ова е спорт. Ирелевантно. Да, не е важно, значи не сум гледала друга, сакам да кажам единствено што гледав по неколку пати е нашата снимка, друга снимка немам гледано. Значи некако како да никој не сака тоа да го спомене. Има ли право така фудбалер? Па еве видовме на Джуд Белингем што му се случи со За обичен сега. приговор. Значи дајте луѓе малце, судиите грешеле, не грешеле и се. Добро го отвараш ова. Ама не, муабетот ми е сите оние што коментирате. Сите оние што коментирате. Па малце видете си у вашиот двор, не само во туѓиот. Не е тука наши ваш двор. Не, треба да се Збориме за види. Мене јас фудбалските имам правила. чувство така да се обратам. На таа ситуација судијата додели 3 мислам жолти картони на 3 различни играчи, 2 или 3. Тие реакции колку и да се оправдани, бидејќи е спортски да се изнервираш, ако мислиш дека не е, треба да се контролираш, а судијата е тој и е должен поминувањето на црвената линија, дури да се работи за еден извореден фудбалски ас, како што е Ибраими, кој зад кого стоат изворедни бројки, кога е во прашање фудбалските настапи во првенството на Македонија, не сме судијата да падне на неговиот авторитет и на неговиот минат труд и да не го санкционира таквото однесување. Зборувам за Ибраими, за сите исто. Значи да го санкционира, зборуваме да даде црвен картон? Па, му даде жолт картон. Ама сега, окей. Дали се дава црвен картон тука? Джуд Белингам за 2 збора кажани доби црвен картон за преговор на судијата. Што ми е Фудбалските поентата? правила се исти во целиот Што ми е свет. поентата? Кога, ајде ќе кажам не мислам на себе, пошто не сум во таква ситуација, но кога ни одговара на сите малце да се размислиме. Кога ни одговара судијата, добар е, кога ни одговара, не е добар. Кога ни одговара, требаше да му даде жолт картон, а ние ако го направиме истото, не требаше. Дајте малку сите вие и Правилата спортисти се и сите се, за па исти, правилата така се е. сите за исти. А ако се утврди дека судијата Стојчевски погрешил или помошникот како и да се вика Сладжан или како беше, значи има судиска комисија, има фудбалска федерација на Македонија, ќе си ја санкционира на начин на како што ќе се санкционира и тоа е тоа. Да не си ги вадиме очите меѓу себе. Да не си ги вадиме очите. Вака, Сладжан Марковски од Гостивар е првиот помошен судија, оној кој Тој- го крена така. бајрачето и кој сигнализираше на главниот судија, Так. тие сигурно имале меѓусебна комуникација преку ова. Многу интересно, И многу тука близко беа, и за реакцијата- пеналот беа многу близко и тука беа кога се изведуваше. значи и ние во тој момент кога ја кажав дека пеналот е поништен, бидејќи судијата проценил и видел, беше најблиску дека голманот не стоел на линијата. Другото што се случи? Зошто имаше повторување на пеналот? Поред видување на главниот судија Игор Стојчевски, голманот на Шкендија. Голманот на Шкендија направи поместување. Истрача четвр напред на гол линијата и веројатно судијата Стојчевски го виде тоа и сосема навреме без двумење го поништи ударот од 11 метри. Ја бевме на трибина, новинарите горе уложа, комитите на запад, обезбедувањето на исток. Значи Така. не можат сите да видат. Судијата е тој кој гледа и ја носи одлуката. А има повисоки инстанции кои ја ценат Така бе. и ја оценуваат одлуката Така. на судијата. Овде не се работи малку и јас да те контрирам. Наш двор, мој двор, моје мислење, твое мислење. Судијата е тој кој ја носи одлуката. Дали е исправна или не е исправна е втора работа. Ама така е. И реакциите врз база на судиските одлуки мора да се санкционира. Тоа е недозволиво. Па недозволиво, ајде сега уште да почнеме да гледаме на кој како ни одговара, ќе си кажуваме.
Тоа е тоа на тема пенал и тоа е тоа на тема однесување на судиите. Уште еден краток джингл и одиме кон крајот на емисијата. Како што почнавме, така и да завршиме, зборуваме за некој нов Вардар. Но не е само нов Вардар во играчите, не е само нов Вардар во начинот на играта што го прикажа против Шкендија, туку е и Ново или старо, сепак ново е поздравувањето на публиката од страна на играчите на Вардаровите играчи, која беше традиција во втора лига, во прва лига, во бараш над превари, на градски стадион, во Мажарен стадион, на гостување кога гостувал Вардар. Само малку дека микрофонот го Овој пат, да се слуша, помести. овој пат заврши над преварот, фудбалерите одиграа честно по наше видување и по публиката, честно одиграа, публиката не беше задоволна од резултатот, меѓутоа немаше свирежи и критички тонови, да не речам псовки упатени кон фудбалерите, сето тоа беше коректно и во таква една атмосфера изостана она собирање на центарот на Вардаровите фудбалери и давање почит и поздравување на публиката. И на запад, да, и на јужна и на запад. Многу пати се расправам со вардарците, требаше да ги поздрават комитите. И јас викам во рете, а другиот дел од публиката? Кој друг дел од публиката? А има и други гледачи на Вардар. На јужната трибина имаше скоро 1500-2000 публика, може би и 3, слободна проценка, не можам сега 11.400 собира целата трибина. Комитите заслужуваат секоја чест, десетка за сето тоа што го прават. Меѓутоа, фудбалерите на Вардар треба да ја поздрават Вардаровата публика, да застанат на центарот на игралиштето. Да, и десно и право од нив. И десно, и лево, и право од нив. Не може. И тоа треба да се поправи. Тоа е апел до тренерот Гоце Седловски, тоа е негова одлука, тоа не може друг да го одлучи, тоа го решава шефот на стручниот штаб. Ако им нареди, ќе застанат на центарот и ќе ги поздрават публиката и гледачите. Тука малку нешто не ми штима. Јас знам дека капитенот го одредува. Да. Тренерот, кој ќе шутира пенал, одредува тренерот, и ова што го кажав, го одредува тренерот или шефот на стручниот штаб. Се сложувам. Добро. Вака. Тие што ги следат нашите емисии, знаат дека немаме влакно на јазикот. Немаме. Значи тоа што го мислиме, тоа и го споделуваме со вас. И сега зошто го кажувам ова? Што е нов момент? Сега ти ме потсети и сега ми дојде. Нов момент е дека не е нов момент што од запад имавме таква ерупција на емоција и на поддршка кон Вардар. Тоа е стар момент. Тоа Вардар го добивал секој пат и ќе го добива. Нов момент, зборувам, различен од овој што се случи во истинскиот дел, е што комитите овој пат беа насочени со навивање директно кон поддршка кон фудбалерите на теренот. Со позитивна енергија. Не беа насочени кон Север. Не беа насочени кон клупата на Вардар. На трибината на Север ли вика? На трибината на Север, на тие што седат. Не, сега почнав на смеа, ама сериозно. Тоа е луѓе добро. Тоа е добро за Вардар. И тоа е ново кога е во прашање Вардар. Значи, не знам дали некој нешто се подобрени на таа релација навивачи, комити и раководство на ФК Вардар, но и да не се, треба да се размислува да се подобрат. Се покажува дека во овој пат со овој избор на играчи што го има раководството на клубот или Седловски или не знам кој да е тој што одлучува кого да донесе, дека не направил промашување како што беше промашување со оние играчи што беа ангажирани за вајсовскиот дел. Не е Вардар полигон да се учат и тоа треба да знаат. Се сложувам. Да завршиме малку на смеа и да завршиме малку на позитива. Браво за комитите за поддршката што ја дадоа, браво за фудбалерите на Вардар за тоа што го покажа како енергија на надпреварот против Шкендија. Јас на вистина почувствував, мојата камера почувствува дека Вардар има поинаква игра, резултатот ќе остане запаметен 1-2, но ќе остане запаметено и во Тетово дека Шкендија многу полесно доаѓала до бодовите со Вардар на многу средби до сега, отколку на овој напред. И порака до навивачите на Шкендија кои се обраќаат на нашиот YouTube канал и по социјалните мрежи, и овој пат уште еднаш нагласуваме дека и спортски гледано, и фудбалски, и новинарски, и навивачки од страна на Вардар нема забелешка на победата на Шкендија. И завршуваме честитки за победата на Шкендија. Завршуваме со гостувањето во Струга, каде што освен Михаил Маневски на располагање на шефот на стручниот штаб ќе биде Испахил, еден шпиц, исклучителен шпиц, кој осуствуваше од овој надпревар заради пренесен
црвен картон, Така. Михаил Маневски заради Значи парни уште во жолти посебен картони. состав. Да. Два добри фудбалери, Михаил Маневски и Спахил, се на располагање за гостувањето во Струга за недела ден. Ајде, направете си ги сметките дома, нека ви излезат тие и на пазарот такви какви што сакате. Ако ви се допаѓаме, кликнете лайк, кликнете subscribe, поддржете ја нашата емисија, се гледаме следниот викенд од некое друго фудбалско игралиште. Довидување до скоро.